Здраво, ова е 216-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ахиро на Асгар Фархади, во кој станува збор за Рахим кој го глуми Амир Јадиди, кој се наоѓа во затвор поради тоа што не може да го врати заемот на пари од лихварот, кој бил наменен за започнување на нов бизнис, меѓутоа парите си ги краде неговиот партнер и бега, оставајќи го Рахим да го отплати долгот. За време на дводневното отсуство, тој се обидува да го разубеди лихварот да ја повлече неговата тужба и да му овозможи да врати само дел од парите, меѓутоа неговите планови ќе бидат поматени кога неговата девојка ќе најде ташна со злато и Рахим во незино име ќе ја врати на незината собственичка за некого правејќи го херој со исправни морални вредности, а за друг измамник кој сака да изнуди емпатија од заедницата, а за трети е само будала. Лихварот нема подклекни на притисокот и сака да му биде вратена позајмената сума, предизвикувајќи конфликтна ситуација помеѓу него и Рахим, која ќе ескалира од вербална до физичка пресметка. Моралната дилема е конститутивен чинител од секој филм на Фархади, па не е поразличен и случајот со неговиот најнов филм, во кој животот на обичниот човек ќе го комплицира на невообичаен начин. Рахим е во долгови до гуша и секој расипник да дојде до ситуација да најде златници со кои би го отплатил долгот, би го искористил за таа намена, но Рахим, иако првично бил искушен да го направи токму тоа, се обидува да биде праведен човек, затоа што знае дека тој да се најде во таа ситуација, да изгуби пари, како што се наоѓа моментално, би сакал да му биде вратено тоа што не му припаѓа. Многумина би премолчиле и би си ги задржале парите за себе. Живееме во луд свет во кој добродетелниот исправен чин се прифаќа со сомнеш, затоа што луѓето немаат повеќе доверба едни во други, затоа што првото нешто што им паѓа на памет на превртливите е како да го изманипулираат другиот пред нему да му се случи истото. Жално. Можноста да се поседува разбирање, односно да се влезе во туѓите чевли и да се има меѓусебна емпатија, е една од малкуте вредности кои би го спасиле човештвото. Но, општеството кое се задоволува со издигнување на херои од обичниот народ, уште поголема сласт добива ако успее истите да ги уништи, односно срози. Еден од најголемите проблеми во очите на заедницата е фактот што Рахим не е венчан со жената со која живее, тоа е срамот кој се плаши да не биде дознаен наоколу, па затоа лаже дека тој ја има најдено торбата. Ставете на вага кој морален релативизам е полош, да ви се меша заедницата во приватниот живот, земајќи си го правото да суди кого треба да сакате или да лажете поради тоа. Истата заедница му сугерира да ја скрати брадата Рахим, не го личело и го прашува зошто се развел од претходната сопруга. Примитивизмот не познава граници. Ако не па да им го предаде неговиот живот, да му го живеат неговите блиски и далечни познајници, па дури и братот на Фархунде не го одобрува затвореникот, кој нема работа и не може да биде со неговата сестра, така што секој има мислење за секого и не се плаши да го наметне. Делимично матни ликови го предводат ова дело. Никој не сака никого да сослуша, но затоа не се штеат да бидат најгласни, а поважни се гласините и озборувањето отколку вистината. Од каде ли ви звучи ова познато? Уште од првиот кадар, автобусот му бега на Рахим, индикативно наговестување дека нема да го служи среќата, како што ќе дознаеме од бројните неповолности во кои ќе биде затекнат или ќе се смести. Колку и да се обидува да ја задржи на смевката на лицето, животот ќе се обиде со шлаканица да му ја избрише од главата. Тој дури развива сомнение во жената која ги подигнува златниците дека можеби ги измамила, со оглед на тоа што нема нејзин контакт, а била во златара да провери дали се вистините, што сведочи за меѓусебната недоверба која имаат луѓето. Заробеникот Рахим, дури и надвор од затворот ќе биде во заробеништво, во сцената на физичката пресметка на пазарче, кога ќе еруптира неподносливиот анимозитет меѓу него и лихварот. Тоа ќе биде дополнителен удар за кредибилитетот на Рахим, херојот кој во јавноста нема да биде идолизиран екземплар, ако не најде начин да го скроти гневот. Кога уцената и експлоатацијата ќе станат јазик за комуникација, сите лицемерни ликови ќе се доближат еден чекор поблиску до пропаста на човештвото.
Лихварот Бахрам иницијално е револтиран зашто Рахим е третиран како херој, идолизиран за доблесниот гест, а тој е човекот кој му ги позајмува парите и е третиран како алчен лихвар. Меѓу другото, во прашање е мерење на репутација, а за жал не е доволно еволуиран машкиот род да престане да се мери и споредува еден со друг, така што контролата врз наметнатиот наратив добива предимство во филмот. Лихварот смета дека Рахим го искористува детето со говорна мана и настапите на ТВ за да ги придобие симпатиите на заедницата, што го иритира и вади од кожа. Тој има проблем со неблагодарноста за поземените пари и смета дека не треба да биде награден гестот кој секој разумен треба да го направи, да ги врати златниците, која е наградата за неправењето на лошо дело. За да обезбеди позајмица, морал да го даде миразон на неговата ќерка, така што револтирани и фрустрирани што неговата своевидна добрина е занемарена, а се прокламира, односно слави чинот на неговиот должник. Неправедни луѓе создаваат неправеден систем на вредности што нема да го спречи запчаникот на каузалитетот. Затоа е круцијално да се постави вистината со соодветниот контекст и се пласира на јавноста со оглед на тоа што Рахим станува јавна личност. Девојката Фархунде, глумена од Сахар Голдост, ги наоѓа парите. Господја Редмер, глумена од Фереште Садре Орафаи, ги губи. Жената која што живее под постојан страв дека незиниот сопруг или неговиот брат ќе ги открие златниците, страв со кој секојдневно мора да се соочува жената, што не е чекор во правата насока за еманципација. Тоа се незини заработени заштедени пари, а началникот во полицијата инсистира да биде информиран незиниот сопруг. Дури и ќерката на лихварот, глумена од Царина Фархади, е замолкната од незиниот татко да не се меша помеѓу него и Рахим, а поранешната сопруга на Рахим ја нема во равенката. Па се поставува прашањето колку жената има простор и слобода да биде, не само финансиски независна, туку да има право на мислење и збор, прашање со кој посериозно треба да се позанимава феминизмот. Разрешницата на филмот го затвора действието на символичен начин, представувајќи го ликот во просторијата во која се запознаваме со него, која има комплицирана неговата животна арка, се има соочено со проблематиката на иранската заедница надвор од заробеништвото и е елоквентно филмско решение да се врати од таму кај што доаѓа, затоа што не може да функционира според правилата и прописите на скршената реалност на слобода. Ретка можност е двајца сниматели да се задолжени за визурата на едно дело. Во случајот на овој филм тоа е поискусниот Али Гази и неговиот асистент Араш Рамезани, кој презема товар од одговорностите, но не сведочиме до колизија на нивните погледи во контекст на фотографијата, тенденциозно да се рефлектира на две различни нишки на овој филм. Напротив, началата на натурализмот во новиот ирански бранд секако дека ќе бидат испочитувани и во оваа творба снимена на рака, која ги дели особеностите на движењето, само затоа што потекнува од иста држава, иако Фархади има поразличен пристап, целини и дострели, дистинктивен од неговите колеги. Кога иранскиот натурализам во прашање, предпоставам дека добро сте запознаени дека ќе гледате немо дело, односно филм кој е опериран од музичка интервенција, вообичаена константна, препознатлива компонента за иранскиот slice of life филм, со цел да го доближи делото до реалноста и се овозможи подобрена спрега со неа, за да може гледачот да сочувствува со ликовите и да заборави дека гледа филм. Тоа за мене е пропуштена можност за збогатување на творба со можност за озвучување на потиснатите мисли, но големи се иранските автори, сами си знаат, нема заловно да им солам памет. Јасни се индикациите на естетските побарувања, на стилистичките решенија на оваа филмска поетика и држењето до каноните си има своја убавина, но и своји аномалии, односно преодредености кои ја затвораат творбата и прават да се лишува од потенцијал за подобрување. Корпус на стилски постулати се во прашање, кои ја одбележуваат иранската кинематографија, иако провејува диегетска песна, додека Рахим се наоѓа во затвор и свирење на инструмент на пазар, освен елегичната мелодија на одјавната шпица. Долгогодишниот соработник на Фархади, монтажерот Аједех Сафијари, е заложен за сосредоточување на овој филм во една јасна целина,
која што мора да даде разбирливо течение на вкрстените наративи на пресретнатите животни патила, иако сметам дека филмот ќе беше поконзистентен доколку се скратеа неколку сцени за да се задржи тензијата или се подобри градацијата во која експлодира главниот лик. Режисерот Фархади ја започна својата кариера во раните 2000 години работејќи на иранските ТВ серии, а во 2003 го снима првиот долг игран филм Dancing in the Dust, за кој за прв пат допира до проблематиката на разводот, забранетиот брак во очите на околината и позајмување на пари за исплата на истиот. Во случајот на филмот, срамот лежи во тоа што мајката на нейната сопруга била проститутка, па тука се крие стигмата од заедницата. Филм со кој веќе почнува да допира до неколку табу теми во иранското општество. Родовиот однос, поточно вреднувањето на иранката во општеството е тематска одредница на одмазливиот Beautiful City од 2004 година. 2 години подоцна го снима Fireworks Wednesday, филм во кој нововработена девојка се наоѓа насреде расправија на незините предпоставени неговата сопруга. Иако во 2009 година силен пробив на светските филмски фестивали направи со About Ellie, филмот за необјаснетото исчезнување на учителката, закитувајќи се со сребрената мечка и победа од жирито на Трајбеке. Што му се отворија портите на филмските фестивали, Фархади восврати удар со еден од неговите најдобро снимени филмови, Separation од 2011 година, семејната мелодрама во која родителите мораат да ги донесат најдобрите одлуки за нивното дете, за кој добива и Оскар. Во 2013 година го снима The Pact со Беренис Бежо, кај што незиниот ирански сопруг го напушта семејството од Франција и оди во Иран, за да дознае дека сопругата си започнала нов брачен живот, кога ќе се соочи со разводот со неа. The Salesman е филмот кој го снима во 2016 година, во кој е нападната сопругата на професорот кој се обидува да го најде напаѓачот, а во 2018 година го сними според мене најслабиот негов филм, шпанската Речиси лимунада Everybody Knows со Пенелопе Круз и Хавиер Бардем, за кој можете да погледнете засебно издание на видеологија. Фархади тенденциозно снима семејни мелодрами, меѓутоа секогаш успеа на доста интригантен и невообичаен начин да ги постави препреките на членовите на семејството до патот на успехот и спокојот, да ги стави ликовите во незавидни позиции, да ги соочи со дисфункционалноста на општественото уредување и уште полошо, традиционалистичките убедувања на обичното население, искуства кои од корен им ги променуваат животите. Ме радува што Фархади се врати во Иран да ги ситуира неговите приказки, кај што повеќе од очигледно е дека најдобро се изразува во корените драматизирање на домашно тло за проблеми кои се доволно универзални за да можеме и ние во Македонија да ги разбереме. Кога имам најдено паричник, сум исконтактирал на социјалните мрежи со личноста која го загубила. Да не ја најдев, ќе го однесе во полиција, па нивна работа е да ја исконтактираат собственичката, затоа и не знам зошто воопшто инсистираш да се инволвира Рахим во потрагата, не дека во Иран има поголема доверба во способност на полицијата отколку кај нас. Филмот ја имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал, освојувајќи ја Гран При наградата и наградата Франсуа Шале, а потоа играше во Мелбурн, Телјурај, Торонто, Цирих, Пусан, BFI, Чикаго, Љубљана, Њујорк, Рио, станувајќи представник на Иран за интернационален Оскар, кој успеа да заврши на декембриската кратка листа, меѓутоа не успеа да дојде до номинација. Дистрибуиран е на Amazon Prime. Ова е филм кој што јасно говори за превртливоста на човечката природа, за гордоста против честа, за доблеста против измамата, за искажување на вистината која секој сака да ја слушне и незиното моделирање за да соодветствува за потребите на незиниот говорител. Ниту едно добро дело не останува неказнето, а почит, ако се позајми од лихвар, се враќа со камата во свет во кој се потрошени за лихите на етика. Ако морам да го еволуирам, тогаш Ахиро од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 216-тото издание на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последнете и по останатите рецензии на виртуалната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!